Господине Јакимовски, како сте, што правите? Бевте многу гласен, присутен во јавноста долго време. Ве препознаваа според критичкиот тон кој го имавте кон власта, ве нема. Каде ме нема? Во јавноста. Си работите како градоначалник на општина Карапуш. Вие претходно бевте градоначалник на општина Карапуш, па бевте присутен во јавноста. И сега сум присутен во јавноста. Малку ве гледаме, морам да признам, иако доста се шпекулира по тоа како Стефче Јакимовски е присутен на некои провладени медиуми. И на една страна нивни миленик. Вака да ви кажам, јас секој сум имал коректен однос и со Сител и со Канал 5. Ако не сте знаеле, така да нема никакви новини над кој друг провладен медиум. Па не би рекол бевте предмет на критика и обсервација значи, не од медиумите, туку од политичките противници. Тоа е различно. Да. А медиумите се само средства преку кои се пренесува критиката на политичкиот противник, а не од медиумите. Дали сте задоволни со состојбите во општеството? Дали некако го променивте ставот и тој критички тон решивте или можете заклучивте дека нема потреба од него воопшто, бидејќи сте биле во грешка дека работите не се добри во државата? Не. Едноставно, јас мандатот од граѓаните на Карпуш го добив и во овој изминат период се потрудив да се концепирам на обврските кои што ме чекат во наредниот период токму овде во општина Карпуш, а како што знаете, до пред месец дена траеше изборната кампања, така да и веројатно знаете дека беше период кога се забранети колумни, изјави и така натаму на кандидатите. Ќе продолжите со колумни? Зависи ако има каде да се пишува. Да, па претпоставуваме дека има, секако дека има отворени се медиумите. Па Фокус веќе не постои. Особено за вас. Фокус. Да. Сега да прашам, зборувате за граѓаните на општина Карпуш, вие се обидувате, популарни сте и ве сакаат, гледам и на влезот во вашиот кабинет, луѓето се тука сакаат да ве видат, добро комуницираат со вас, познат сте по тоа. Што мислите, во која мера вие можете да им помогнете како градоначалник и во која мера луѓето, граѓаните имаат проблеми во општеството во кое живеат, за која е одговорна централната власт? Најтежок проблем на граѓаните е невработеноста. И најголем дел од граѓаните кои што доаѓаат е за проблеми кои што се од социјалната сфера. Немаштијата, невработеноста, тоа се главните проблеми, а проблеми кои што се произлезени од недоразбирања или нерешени предмети или неможност да се излезе во пресред на странките онака како што тие бараат од страна на нашите служби, тие се многу малку. Социјалните проблеми, немаштијата, отсутството на перспектива, кој е виновен за тоа, Бранко или власта? Вака да ви кажам, ние може да имаме една перцепција кој е за тоа виновен, меѓутоа народот на избори кажува кој е виновен, а на кого му дават поддршка. Вашето мислење ме интересира во случајот. Моето мислење е дека во каква состојба се наоѓа Република Македонија е плод на една подолгорочна прво погрешна структура на стопанството во Република Македонија, неснаоѓање нова држава во периодот на транзицијата и мислам дека сепак дури ова влада мораше да одбере концепт во кој што ќе се потруди повеќе да го релаксира стопанството и да води политика која што помалку средства ќе зафаќа кај себе, а повеќе ќе остава да останат кај стопанството и за граѓаните. Например, за мене тоа е многу поисправен концепт. Очигледно дека ова влада има концепт да повеќе средства бидат во буџетот на Република Македонија и така да се редистрибуират. Сметам дека поисправно ќе беше ако стопанството по своите канали кои што се многу поприродни и попрецизни и порационални и ќе имаше поголеми ефекти врз стопанството. Секако дека и светската економска криза си има свој допринос, меѓутоа прашање колку добро се снајдовме во оваа ситуација. Вака кога ме слушам, мислам дека и други ќе го поделат ова мислење со мене. Огромна е разликата меѓу тонот кој го користите при диагностицирање на проблемите сега и она што можеше го читаме во колумните кои вие ги споменавте. Добро ги читавте колумните, веројатно ги разбравте. Да. Зборувавте за диктатура, зборувавте за отсутство на перспективи, дека оваа власт не ја води држава, води во пропаст и така натаму. А што сакате сега повторно да продолжам? Не, со истата реторика? Не, ме интересира само дали имаме... Значи, господине Борјан, таа реторика, еве,
бидејќи на моите пријатели од Социјалдемократскиот сојуз очигледно не сум им се допаѓал и очигледно мојата битка против оваа власт ја сметале за несоодветна и не им се допаѓала или начинот на кој што сум ја водел, значи сега оставам повеќе простор за нив. Значи тие да се има да се доискажат. Очигледно јас премногу сум им го заземал просторот нивни. Но не мислите дека како граѓани, како едноставно не си чувствувате потребата да слободно го искажете тоа што вие го мислите? Или тоа беше искажано по диктат на Социјалдемократскиот сојуз? Има ли граѓанин кој послободно се го искаже своето мислење? Со одлуката да одам на избори. Не, се согласувам. Значи имате вие 50.000 граѓани во оваа држава кои што слушаат како ќе им каже папата Јован Павле II. Не, си искрено. Значи имате граѓанин кој вика да, јас вака мислам. Значи послободно мислење здравје. Не очекував дека ваква промена во дијагностицирањето на општествените проблеми ќе најдам при сегашниот исказ и она што нема никаква промена, прочитете постари мои колумни, ќе видите дека истото го зборував дека. Зборувавте за диктатура, господин Јахимовски. Во ред. Зборувавте за. Значи зборуваме, меѓутоа имаме парламентарни, имаме локални избори во кои што граѓаните си го кажаа своето мислење и за диктатурата и за тие што зборат за диктатурата, за сите си го кажа своето мислење. За слободата за медиумите што мислите? Значи слободата на медиумите е октрирана. И тоа не е добро. Што понатаму? Правите партија? Дали ќе правам партија или не е толку битно, колку што е битно дека во Македонија се чувствува потреба од нов политички субјект. А вие ќе правите партија или не? Мислам, прашањето е многу конкретно. Да, многу е конкретно и има размислување и од пријатели, другари, сите оние кои што сме комуницирале претходно или пак нови луѓе кои што ми се јавуваат во овој временски период со поддршка да се формира нов политички субјект. Тоа има врска со она најава на формирањето на политичкиот субјект од страна на Бучковски и Минчо Јорданов? Јас и господинот Бучковски прво сме колеги министри. Второ, тој ми бил премиер и нашите комуникации никогаш не престанале. Ние сме биле членови на иста партија, така да ние имаме редовни комуникации со него за разни прашања, не само од областа на политиката, меѓутоа главно кога разговараме секако за политичките прашања. Кога јавноста ќе знае дали и односно кога ќе расчистите дилемата според вас, што понатаму, партија, движење, со Бучковски, друг субјект политички? Многу скоро. Многу скоро ќе се разјасни дали ќе се формира нов политички субјект. Како човек со искуство од политиката, каде би се профилирале вие лево, десно, на центарот? Моето мислење е дека потребно е граѓанска ориентација, партија која што треба се потруди да собере граѓани од прво од различна националност. Таа партија да биде мултиетничка. Да заеднички се потруди на заеднички начин да ги разрешува етничките проблеми во Република Македонија, на заеднички начин да гледа и со еден поглед кон евроатлантските перспективи. Сметам дека таква една политичка партија е потребна на Република Македонија и дека ќе си има свое место на политичката сцена во нашата држава. Кон кои граѓани се стремите? Општеството е прилично поделено на оние кои се опозицијски расположени и оние кои се провладино расположени. Кој е вашиот таргет? Ево, Карпош исто има опозицијски и провладени па победи условно да речеме граѓанска опција. Вие ќе бидете опозицијски расположени со оглед на општествените состојби? Опозицијски настроени, со тоа што сметам дека има извореден голем корпус на гласови кои што барат новини во политиката, барат нови политички фаци или нов лидершип у крајна линија. Може би политички фаци кои што постојат во постоечките партии не се доволно експонирани. Може би, значи, едноставно се бара да се понуди нов лидершип во центарот, во оној дел на граѓанскиот, кој е отворен за соработка со двете големи
политички партии. Значи вие и од она како размислувате сега во диагностицирањето како што реков на обсесивните состојби, очигледно оставате простор за соработки со ВМРО-ДПМН. Зошто да не? Значи простор секако дека соработка. Мислам дека се претера со конфронтацијата, со политичките поделби. Вие бевте дел од тоа? Ако да, апсолутно, дека сум бил дел. И очигледно дека таквите политики не даваат резултати и тие не ја водат државата напред. Дека мора да се подигне нивото на политичката култура, мора да се зголеми нивото на политичката толеранција, мора политичките лидери за клучни прашања во државата да седнуваат и заеднички да се договараат. Арената политичка мора да биде место за натпревар на идеи и на визии, а не арена на плукање. И сметам дека е добро да се смират малку политичките тензии, веројатно тогаш и некои прашања можеби полесно ќе ги разрешиме.